Благодарам председателя. Почитувани, со овој амандман ние претениците од ВМРО-ДПМНЕ од Источниот дел на Република Македонија бараме да се обезбедат средства во висина од 60 милиони денари за реконструкција и доизградба на експресен пат Кочани-Делчево преку село Истибања и Калиманско поле, како што кажав. Нагласив ние претениците од Источниот дел, зашто меѓу другото нам и ни е должност да допринесеме колку што можеме повеќе на оние граѓани на кои сме им ветеле проекти, дека тие проекти ќе се обидеме на секој начин да ги добиеме и тие да уживаат во благодетите од истите. За жал, власта повторно нема слух за ова и за сите наши барања, кои што ние нели ги преточуваме во амандмани и ги одбиваат. Факт е дека Источниот дел од Македонија во последниве 5 години е запоставен и ако зборуваме за капитални инвестиции, овде можам да кажам слободно дека со прст се нема мрднато и жално е што ова е една од причините поради која овој дел од нашата држава е најиселен и луѓе ни бегаат по тугите земји. Капиталните инвестиции воопшто во цела држава ни се најголема слабост, зашто заклучно со денес нивната реализација изнесува само 124 милиони или само 20%. А со овој ребаланс власта уште еднаш покажува дека само ветува и ништо не остварува, па така капиталните расходи се намалуваат за 100 милиони евра и очекувано дека ќе ни го одбијат амандманот затоа што се нема пари за проекти. Се нема пари за инвестиции, за болници, за училишта, за помош на граѓаните, ама од приложените документи во ребалансот се гледа дека има пари за непродуктивни трошоци. Овој амандман веќе неколку пати се поднесува и се одбива, а со тоа, почитувани, не губи никој друг, туку народот, губат жителите на истокот, воопшто губиме сите. Доколку се изделаа средства за проектирање и изградба на експресен пат, ќе се зголемеше безбедноста при патувањата, зашто ако се тргне по оваа релација, на секоја кривина ги има премногу, демнат големи одрони и голема опасноста по животот на сите учесници во сообраќајот. Исто така, како придобивка од овој пат ќе биде и време траењето за транспорт на роба и патувањето на граѓаните нормално, ќе се отвори простор за нови инвестиции и поголем развој на општините од крајниот исток на нашата држава. А дополнително, овој експресен пат би бил и во интерес и на меѓународната соработка со Бугарија и со амандманов даваме можност и покажуваме дека по целост сме на линија на изградба на патна инфраструктура која што ќе ги поврзува двата народа, но само на овој начин. Почитувани, ако во државата имаме развиена инфраструктура, ќе имаме и развиена економија, а токму тоа ни треба во моментов и ќе ни треба и во иднина со оглед на кризата во која се наоѓаме. Економскиот развој треба да ни биде приоритет, а со инвестиции во патната мрежа не само што граѓаните ќе патуваат полесно и побезбедно, туку и компаниите побрзо и поефикасно ќе ги транспортираат своите производи. Поради тоа е многу важно да се реализираат капитални инвестиции од областа на патната инфраструктура, зашто тие се движечка сила на економијата и носат огромен економски бенефит поради размената на стоки и услуги и секако носат поголема безбедност на сите учесници во сообраќајот. Затоа ги повикувам колегите претеници од владеачкото мнозинство, иако веќе заменик министерот го одбија амандманот, да се одважат и да дадат подршка за истиот. Со гласот за, колеги, ќе покажете дека сте за модернизација и подобрување на патната инфраструктура и дека сте за Европска Македонија, како што нели впрочем и се декларирате. Благодарам. Благодарам и на вас, колешке, доколку